Професор Спасиновски, кои поред би биле овие уставни измени доколку се донесат? Доколку се реализираат, ова би биле 8-те уставни измени од усвојувањето на Уставот на Република Македонија во 1991 година. Добар ден, почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Зборуваме со Александар Спасиновски, професор по уставно право и поранешен пратеник. Професор Спасиновски, можно ли е барањето на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски сега да се усвојат уставните измени, а да почнат да важат кога земјата ќе влезе во Европската унија? Во однос на ова прашање морам да истакнам дека постојат два аспекта. Првиот аспект е техничкиот аспект, вториот аспект е политичкиот аспект. Доколку се водиме од внатрешните аспекти поврзани со уставниот поредок на државата, можеме да заклучиме дека нема никаков проблем било кои измени на уставот и било кои амандмани, вклучувајќи ги и овие, да се усвојат на начин на кој што тие би имале одложена примена, а впрочем ние сме имале такви искуства и во минатото. Но од друга страна, секако тука оваа техничка реалност се надоврзува на една политичка ситуација, таа е поврзана со превземените политички обврски на државата минатата година, кога практично и отпочна овој процес на динамизирање на европските интеграции, според кои државата презема уврска уставните измени да ги заврши помеѓу првата и втората меѓувладина конференција. Значи да заклучиме, од технички, од уставно правен аспект не постои проблем било кои уставни измени, вклучувајќи ги и овие, да имаат одложено дејство, одложена примена, меѓутоа тука се судруваме со реалноста на политиката, а тоа се превземените меѓународни обврски на владата, според кои уставните измени треба да се реализираат помеѓу првата и втората меѓувладина конференција. Може ли да се променат тие заклучоци на Совет на Европа или тоа што е подпишано, што е донесено, тоа е крајното? Не можеме во апсолутна смисла да кажеме дека ниту еден меѓународен договор е целосно непроменлив и дека не се познати ситуации на ревизии, на промени, на адаптирање на преземените меѓународни обврски. Меѓутоа, следејќи ја реалноста на меѓународната политика и партикуларната сила на државата во која што ние живееме на Република Македонија, морам да кажам дека мали се шансите, мала е известноста дека оваа држава, политичките елити, политичките партии имаат капацитет да променат политичка одлука на Европската Унија, особено во светло на променетата геополитика, поврзана со зголемената неизвестност и меѓународните тензии кои што постојат во оваа смисла во светло на војната во Украина. Какво искуството досега кога се менувале, кога се носеле уставни измени? Дали стапувале на сила веднаш или имало случаи кога се задоснето? Секако дека имало случаи кога одредени амандмани кои што биле усвојувани станувале дел од уставот на државата, имале одложена примена, започнувале да се применуваат подоцна. Согласно нашиот уставно правен систем, тоа се прави со Уставниот закон за спроведување на уставот. Најсвеж пример ни е примерот од 2019 година со склучувањето на Преспанскиот договор, кога за дел од амандманите кои што беа усвоени во таа прилика беше предвидено одложено дејство или период во кој што ќе бидат направени промените или тие ќе стапат во сила. Професоре, според вас, кои се сценаријата за да се усвојат уставни измени во овој парламентарен состав? Во оваа смисла постојат од политичка гледна точка две сценарија. Едното сценарио би било поумерено сценарио и тоа би било на линија на би рекол, на една согласност, доколку се изнајде согласност врз основа на ставовите кои што ги имаат власта и опозицијата и обезбедување на одреден консензус за реализирање на уставните измени, бидејќи како што знаете, владата во овој момент, владеачките партии во овој момент, без поддршката на ВМРО ДПМН, немаат двотретинско мнозинство, што значи дека не можат да ги реализираат уставните измени. И во оваа смисла,
доколку ова сценарио пропадне, постојат уште две други сценарија. Следното сценарио е доколку власта се одлучи наместо да разговара со опозицијата заради неможност да се постигне консензус, да примени така наречена, би рекол, преспанска методологија во која што наместо со лидерите на партиите или со лидерот на опозицијата ќе разговара со поединечни пратеници во обидот на тој начин да обезбеди 80 пратеници, што во секој случај представува многу помалку известно сценарио и се разбира третото сценарио е овие уставни измени да пропаднат, да се оди на гласање и да се констатира дека нема мнозинство или владата да го прекине процесот на уставни измени како резултат на, да речеме, очигледниот факт дека не е успеано да се обезбеди двотретинско мнозинство за почеток и за завршување на постапката за измена на уставот на државата. Кои се предизвиците ако не ги усвоиме ти уставни измени? Евроамбасадорот Дейвид Гир рече дека ако ја пропуштиме шансата сега, некои други земји ќе искористат и ќе се интегрираат пред нас. Неусвојувањето на уставните измени во светло на реакциите на политичките лидери од Европската Унија отвара една перспектива на проблематичен период за државата во кој треба да се даде одговор на прашањето што со европските интеграции, што со модернизацијата на државата во услови на застој во интеграциите на Република Македонија во Европската Унија. Под предпоставка да ги усвоиме, да започнат преговорите. Може ли да запнеме уште на стартот владење на право, ако ги земеме предвид критиките и на домашна јавност и на меѓународна, особено за правосудството? Секако, почетокот на преговорите на државата за членство во Европската Унија ниту оддалеку не значи дека тој пат ќе биде лесен и едноставен, особено во однос на два дела. Првиот дел се внатрешните структурни проблеми на државата, поврзани со владењето на правото, со борбата против корупцијата и модернизацијата на системот во секоја од поглавјата во таа смисла. Меѓутоа, од друга страна, исто така, имајќи во предвид фактот што е главната кочница заради која и во моментот не се одвиваат европските интеграции со забрзаната динамика, а тоа е билатералниот проблем со Република Бугарија, исто така предизвик за оваа држава ќе биде и евентуално новите барања кои што би доаѓале во таа смисла како резултат на реализирањето, да речеме, на заложбите за промена на уставот преку интегрирање на бугарите во уставно-правниот систем на државата. Имавме интервју ние со холандскиот амбасадор, вели нема да има нови барања. Зашто мислите дека би можела Бугарија? Станува збор за ситуација во која што Република Бугарија добива можност во секоја од поглавјата да се обиде да ги реализира своите партикуларни политички интереси поврзани со статусот, со местото и со улогата на оваа етничка заедница која што живее во Република Македонија. Доколку барањата се на линија на европските стандарди, од аспект на човекови права и слободи, од аспект на недискриминација, од аспект на други работи поврзани со правични соодветна застапеност и целосно интегрирање на системот во таа смисла, не би требало да има проблеми. Меѓутоа, ние знаеме дека во политиката не е се идеално и дека реализмот во меѓународните односи често пати доминира над овој идеализам кој што сега го проектираме и во таа смисла, имајќи го во предвид минатото искуство на државата и минатото искуство на други држави, сметам дека е малку поизвестна опцијата дека ќе имаме и нови ситуации во кои што ќе се прави обид за зголемување на реалното и на символичното присуство и влијание на Република Бугарија врз состојбите во Република Македонија. Се вратиме на лидерската средба. Беше предложена широка влада во која нема да биде ДУИ, кој се трета политичка сила во парламентот. Што би добиле ВМРО на овој начин? Ако се земе предвид дека и според досегашниот закон за техничка влада 100 дена пред избори тие добиваат 5 места во владата, 2 министерски и 3 заменик министерски места. Предпоставам дека станува збор за политичка стратегија на опозицијата како резултат
од една подолготрајна борба, политичка борба, со политичката партија која што вие ја споменавте, а за која постои перцепција дека е една од партиите која најдолго е дел од власта во државата. Дали е тоа можно со оглед на тоа според досегашниот коалиционен договор за сегашната влада СДСМ-ДУИ треба да има и премиер Албанец 100 дена пред да се организираат избори? Во услови на сериозни политички предизвици, каква што впрочем е евентуалната блокада, евентуалниот застој на европските интеграции или лошите билатерални односи со Бугарија или променетата геополитика. Сметам дека најмалку што е потребно на оваа држава е дополнително комплицирање на приликите и со нов внатрешно политички проблем како резултат на исклучување на една политичка партија, важна политичка партија, од учество во власта во државата. Така што од аспект на поводите за барањата на ВМРО-ДПМН за исклучување на ДУИ можеме да најдеме причини. Меѓутоа, од аспект на тоа дали ваквото решение придонесува или одмага, мојот заклучок е дека тоа не е полезно за стабилноста за на државата и за евентуално надминување, полесно надминување, подобро надминување на политичките предизвици со кои што се соочуваме во моментот. Колку процедурите за гласање на уставни измени во собранието, колку траат, колку се лесни, колку се комплицирани, има ли време до крајот на годината, ако се оди во добар ред, да се донесат? Собранието на Република Македонија е во постојано заседание. Тоа значи дека пратениците, доколку така налагаат обврските, немаат правни пречки да работат во текот на целата година, дури и во текот на летните месеци, особено во текот на август, кој што важи за месец во кој што собранието не работи, и да работат на реализација на одредени реформи. Во случајот на измена на уставот, доколку има таков договор или има состојба во која што постои двотретинско мнозинство. Вкупно земено, анализирајќи ги уставните одредби, можеме да заклучиме дека потребни се околу 110, помеѓу 100 и 120 дена, еве да речеме, за да се реализира една уставна измена, што значи дека, независно од фактот што се наоѓаме во јуни месец, значи на почеток на летните одмори, се уште сметам дека постои доволно време за реализација на оваа преземена обврска, се разбира под предпоставка дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство, најдобро, нели, на начин на кој што ќе се антиципираат позициите на најголемата опозицијска партија и со еден консензус да се излезе надвор од оваа ситуација. Работите и на истражување на јавно мислење, кој опфаќа и мислење за руската агресија врз Украина. Што покажуваат најновите бројки? Точно е во континуитет веќе 3 години со германската фондација Конрад Аденауер работиме на најразновидни истражувања поврзани со клучните предизвици за оваа држава, а кои што се однесуваат на членството во Европската унија, членството во НАТО и други геополитички прашања, како што е во случајот руската воена агресија врз Украина. Во таа смисла можеме да забележиме, например, кога станува збор за НАТО и врз основа на тоа да го извлечеме и впечатокот на граѓаните за руската воена агресија врз Украина, да го споменеме фактот дека граѓаните на Република Македонија во овој момент повеќе од 65% го поддржуваат членството на државата во Северноатлантската алијанса. Доколку овој процент го ставиме во еден контекст, ќе видиме дека од 2021 година до денес поддршката за членство на државата во НАТО постојано се зголемува. Можеме да заклучиме дека апсолутно мнозинство, значи 56% од граѓаните, ја осудува руската воена агресија врз Украина, што споредено со минатата година, со истражувањето кој што го правевме минатата година, забележлив е раст во оваа осуда од 3,3%. Значи, вкупно земено, можеме да заклучиме дека апсолутно мнозинство од граѓаните има негативен однос, ја осудува, не ја одобрува руската воена агресија врз Украина. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам јас вас за поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До следната недела, до гледање.